Пред 2 години Фокус го отвори скандалот онкологија, во кој на површина излегоа сите случувања на клиниката од начинот на како биле лекувани пациентите до начинот како се правил финансиски криминал. Во меѓувреме имаше бројни реакции, протести и целиот процес стигна до судско рочиште во кој паралелно се тераат финансискиот криминал и несовесно лекување на пациенти во кои се обвинети 4 лекари, меѓу кои поранешниот директор на клиниката и онколог во одделот Дојка Нино Васев. Вака, вие бевте една од повиканите сведоци на едно од судските рочишта, бидејќи во обвинението се најде името на вашата покојна ќерка Адријана, чиј онколог бил токму Васев. Може ли да ми објасните како почна целата процедура и нејзиното лекување на клиниката? Навистина, за да почнем од почеток, ми треба многу време. Ќе се обидам да бидам што пократка. И еве првим да кажам дека на ова интервју, драга Ирена, се одзов затоа што првен ја почитувам вашата реалност со која што известувате. Инаку, еве како би почнала од тука дека јас, како што спомнавте во вашето прашање дека имаше протести за онкологија и се, јас тогаш не бев на тие протести, бидејќи се уште ми беше многу свежо, се што ми се случи, се што доживеа во врска со нашата голгота, заедничка која што одевме со Андријана и како таа замина, бидејќи јас знаев дека тие погрешија. Како погрешија, во текот на разговорот ќе ви кажам, но јас бев во таква емотивна и психичка состојба што јас не можев да одам по улици пред онкологија пак со сите кои што се бунтуваа во тој период. Едноставно ми требаше време да јас психички и физички се кренам, затоа што бев навистина го допрев дното, затоа што нема по-голема загуба и по-голема болка од тоа да изгубите дете. И тоа да изгубите на нечистен начин, како што јас знаев и посведочив, затоа што Андријана беше спремна и таа дојде во фаза кога беше навистина добра. И можеше да се избори да биде уште подобро и да биде целосно здрава, заради тоа што многу е битно кога ќе добиете таква диагноза, како сето тоа ќе го доживеете, дали имате сила, дали сакате да се борите, дали сте песимиста, дали ќе си речете од канцер умираат сите. Кај ние за тоа не постоеше. Кај нас не постоеше, затоа што ние имаме сосема поинако гледиште за тие некои нешта. Јас бев повикана од јавното обвинителство, значи јас го оставив процесот и реков, јас тоа се што ја поминавме таа голгота, бидејќи Андријана ја започна нејзината автобиографска книга, со голема доверба и со благодарности кон доктор Нино Васев, но сето тоа потоа доби друг пресвет. И тоа е најтрагичното нешто, затоа што ние верувавме во него како во Господ. Но јас во својата немоќ, јас реков тоа што го знам, јас ќе го ставам на хартија, ќе ја довршам приказната што ја започна Андријана, бидејќи верувам во Божјата правдина, знаев дека ќе дојде денот кога некои работи ќе се обелоденат и кога вистината ќе излезе на површина, само треба трпение. Но бидејќи најверојатно Господ многу долго ме подготвувал за ова нешто, јас бев стрплива доволно и едноставно ја сведочев својата вистина. Не обзирнувајќи се многу на нештата кои што попаднели ги слушав, се што се случуваше на онкологија. Јас тоа го зборував 3 години, но за жал многумина некои ми веруваа, некои не. Го зборував на моите манифестации кои што започнав да ги правам за во слава на Андријанче, значи најмалку 2 пати годишно за денот кога таа замина, кога ја напуштува реалност и за нејзиниот роден ден. Јас постојано зборував за тоа, но знаете како
луѓето си велат, па сега Јулија тоа го зборува од жалост, мора да најде некој, нели, што ќе е кривец или нешто, ама ето они не успеа во таа битка и покрај тоа што верува. Се имат луѓето различни, да речеме, своји верувања, уверувања, предрасуди во врска со канцерот. И си велат во таа голема жалост, нели, може би го зборува тоа. А за време на целиот процес доктор Нино Васев и беше... Да, Нино беше докторот. И сега сакам тоа да кажам. Што се случи кога јас завршив книгата, морав да ја завршам незината автобиографска книга, значи ми треба 3 години, зборувам за период од 3 години. Значи, после 3 години, како јас се завршив книгата, така се отвори Пандорината кутија. Мене ми се јавија обвинителство. Јас не сум побарала ништо во врска со доктор Нино. И покрај тоа што знам дека доктор Нино не излезе фер, не излезе доктор како што ние замислувавме, едноставно неговата, како да кажам, ноншалантност, флексибилност, неодговорност, дури би скажала. Мислам тоа, како да кажам, или сега од овој аспект дури можам да кажам непрофесионалност, нечовечност. После 3 години излезе целата вистина на виделина заради тоа што истражувале вештаци, ги вештачеле досијата од 2018 до 2022 година. Периодот кога Васов беше директор на клиника и кога беше воведена биолошката терапија. Така. Таа биолошка терапија сотре Андријана. Затоа што не знам дали беше тоа експериментално нешто во тој период. Зошто уопште почна да ја прима биолошката терапија? Претпоставувам претходно почнала со хемотерапија за канцер на дом. Да, таа прими 8 хемотерапија. Јас во извештајот кај јавниот обвинител, кога видов што се давале, значи јас знаев дека тие сгрешија, намерно, ненамерно, реков, немат право, нели, да грешат кога е таква сериозна диагноза во прашање. Оти ова, казите, ова не аспирин да дадеш, типа да погрешиш, си дал еден повеќе или еден помалку. Значи, ова е хемија. И организмот има капацитет да се бори со таа хемија, значи Андријана е покрај тоа што никогаш не беше измерена телесна тежина, како што прочитав од протоколот дека мора да се измери телесна тежина. Јас не велам, значи крвна слика редовно се правеше, но телесна тежина никогаш. И се замислете, вие на некој 40 кила му дадете цела доза и тоа е нормално дека пука, таа пукаше од хемиите, ама се уште организмот имаше здрави клетки и можеше да се бори. И кога она дојде до еден степен каде што стварно, затоа што ние кога отидовме на онкологија, таа беше имаше метастаза на кичма и она не можеше да оди. Значи ние мислевме дека е тоа нешто физикално, дека нели некој нерв е во прашање и одевме по физијатри, но си воспостави дека всушност е метастаза. И ние отидовме на клиника, дојде во количка, но Нино и рече, јас за месец-два ќе те кренам тебе од количка и ќе видиш дека ти ќе бидеш добра. И навистина така се случи. И можеш да замислиш колку беше голема нашата радост, колку беше голема довербата на Андријана во него. За да кога она веќе дојде до еден стадиум, каде што навистина се крена, навистина беше добра, кога доби она енергија, она пак видна самостојна, значи можеше да вози, можеше сама да се движи после 8 хемотерапија зборам. Значи она дојде во една прекрасна состојба во која што и она беше нонстоп и на телевизија активна, зборуваше дека канцерот е излечив, дека едноставно таа многу работеше и на себе, затоа што канцерот сите веќе знаеме, не е тајна, но докторите на тоа не обрнуваат воопшто внимание на емотивниот и психичниот дел. Знаете како, се не знам, од храна е, од ово, од она, не од храна. Значи се е емоција. Тоа се заробени емоции кои што еден ден ескалираат, сите ги имаме, не се знае на кој поле или што, како ќе удри. Јас не сум навистина медицинар стручен, но толку прочитав стручна литература од кога се сретнавме со тој проблем.
И значи она работеше многу на себе, на подигање на својата психичка состојба, на емоциите. Болката колку и да беше голема, она ја тргаше, значи стоечки апсолутно. Се трудевме да се што е здраво да се храни. Така да таа дојде во состојба кога на вистина веќе мислевме дека ете, може би уште чекор 2 сме до она потполно излекување. За да доктор Нино ни предложи, од кога ги заврши, превентивно да прима биолошка терапија. Јас веднаш тогаш му реков, викам, каква е таа биолошка? Тоа е, вика, имунотерапија. Ја му викам, а каква е таа имунотерапија? Па вика, Јулија, тоа е сега нешто најново, нели вака. А да, кога пациент би примал една имунотерапија, некој пациент ги минува константно и го полниш организамот нели со нови терапии, од кои некои се на малени дози, некои се големни дози. Вака сега, значи она од кога почна да ја прима таа имунотерапија, јас тогаш уште му реков, докторе, нека се одмори, се што е во вакво шишенце не е природно и не е тоа природна имунотерапија, најприродна као била. Ама јас, бидејќи и некои работи, нели, ги знаеш, ги читаш, не сме, никој денеска не е се дадено буквално, нели, на тацна, и можеме да докторираме и без доктори, затоа што се виде стручноста на докторите. Јас реков дека се сомневам дека тоа е толку природна терапија, но ако се покаже како добра, но реков дали не треба малку она да паузира со тие, да се исчисти организмот, да се она сега е во добра состојба, да се дојде нели на себе, да се направи пауза. Тој рече нема потреба, тоа е превентивно, као нели, она ќе се одмори од хемотерапијата, тоа е нешто што како превентива ќе биде за понатака да биде во таа добра состојба или да не се прошири или така. Ама како почнаа со тие терапии, нејзе веднаш почнала да се влошува состојба. Значи не и пријаше воопшто уште првата терапија. И јас уште тогаш веднаш интервенирав и реков, ама они рекоа дека тоа е нормално после секоја нели како нуспојава, како што беше демек, како имаше проблеми со хемотерапијата, така и со тоа, но тоа ќе помине. Така да Андријана веруваше многу и велеше, мама, окей, еве што му вела така докторите, значи ќе се стрпиме, знаеш дека од хемотерапијата ми беше многу тешко и од овај билке исто ќе биде и ќе помине. Ама како се една по друга не поминуваше, состојбата стануваше се полоша и полоша. Значи, нејзе добиваше температура после секоја таква терапија, крв од носи течеше, се нафрлаше со оспици, пролив добиваше, можете да замислите од сите страни кога ти пукаш. Повраќање, шлаеми, тоа беа неверојатни состојби. Тоа е како експлозија, значи, во организмот. Организмот се бори тоа да го испари. И јас на секоја интервенција јас ќе се јавя, зашто тоа беше навистина, просто не знаев како да се справам, тоа таква паника, значи Андријана паѓаше у несвес. О, Господи. Какви беа тие состојби да го кренеш детето од несвесна состојба? Какво во паника сум барала, значи да се јавам, да ми кажа што да правам. Добро, на вашите напори претпоставам и лична комуникација со онкологот, Васев. Кој беше неговиот одговор и образложение на сите овие случувања и истории? Дека тоа е нормално, дека ќе помине. И јас си барах да прекинат, ама докторе велев, стварно нема е добро на детето, нема смисла да прекинеме, малце се одморете, но тие се поставуваат авторитативно доста. А човек кога изгубен во таа голгота, просто не знае што да прави, заради тоа што мислите дека ќе изгубите наклонетоста. Значи, кога ќе ви рече докторот,
Добро, сега ти ли си доктор да ми кажеш? Значи, ние имаме толку големо искуство и тоа е нуспојава и таа ќе помине, ама таа нуспојава што направи? Да стомакот почне да оттекува и да почне да полни вода. Јас кога кажав за тие промени, кажав ја приметувам Андријана, значи има и болки во стомакот, дека стомакот полека се отекува некако, што е работава. Ништо, сега ти кажат ништо. Ке помине добро ден, ако може да се појави да вода да почне да полни, ама ќе ставиме да се помни секако дека не. Еве јас сега кажувам они што кажуваат. А вие сте, а пациентот и тој што е со него, ево таква состојба во која што мислам не се опишува. Тоа е и болка, и страв што ќе се случи, и страв да не го навредиш докторот, зашто ти некаде имаш внатрешно чувство дека он ти се поставува авторитативно, дека просто тоа е како да кажем, се чувствуваш помало од маково зрно, затоа што нивниот став и да не ти го каже тоа. Нивната постапка, кога ти каже, ти ли си така малце нервозно, тој што треба да каже, ти ли си докторот, ти ли знаеш сега повише од мене, ние знаеме како до сега, како ја кренавме, не се секира. Значи, а ти гледаш дека тоа не е тоа. И просто тоа е на таква конфузија, тоа не може да се опише, затоа што ти се фаќаш и пациентот поготово се фаќа за сламка. Значи, сака да го види доброто во докторот. Сака да види дека некој се грижи за него. Но јас како мајка која што навистина и како особа која што на некој начин можеби професијата ми наложила така да биде малку посвесна, собрана во одредени ситуации, ти гледаш дека не е во ред. И што и да направиш, сваќаш дека твојот збор, твојата реакција не се слуша. И само го молиш Бога да биде добро, да биде онака како што можеби они предвидуваат. И молиш Бога, ете нека се они во право, бидејќи како они знаат. И ама утредента пак се случува истото. И ти пак истото го повторуваш, ама никој не те слуша. Еве сега ќе ви кажам, Ирена, еден случај, мислам, тоа не еден случај, имаше многу случаи, но еве сега ќе ви кажам конкретно на Андријанче, кога, значи, тие почнаа со пунктирање на стомакот, изведат водата. Тоа е по 10 литри вода, тоа се такви болки, тоа се несносни болки. И кога не за прв пат отече стомакот, нас не пратија, бидејќи беше, имаш чувство дека ќе пукнеш, не пратија, отидовме на дежурен доктор, бидејќи на онкологија ќе те пратат на гастро. Кога отидовме на гастро, ја гледа докторот, вика, што сте направиле вие, јас вака стојам. Вика, она е полна, вика, црниот дроб, вика, е толку оштетен, што ја не знам, вика, колку време, вика, ушто она ќе живее. Како? Јас му вела. Вика, она има лези, вика, на црниот дроб. Тоа се вештачки метастази. Да, јас велам, што се тоа лези? Тоа се вештачки метастази. А како се добиваат тие вештачки метастази? Од неадекватна терапија, вика, онколошка. И сега му велам, јас што да правим? Јас не можам ништо. Ќе се отидете кај вашиот онколог, кој ја лекува, и тој нека се преземе одговорност. Јас можам да ви кажам каква е фактичката состојба. Кога ние се враќавме, тоа му обожувавме на Нино, они постојано велеа кои се тие, он може да каже као дијагноза, навод, ама не може он да каже во која фаза е, да предвиди дали има одредени денови за живење и такви работи, не се секирате, тоа ќе помине. При една терапија, кога и дадоа нези цитостатична терапија и таблетарна, и ги примаше и таа имунолошка, се што веќе тоа беше такво бомбардирање, она сирота не можеше да ги проголта тие цитостатици, затоа што тоа се такви ждригавици, тоа организмот не прима, тоа е отекување, тоа е се болки. Јас си викам, сине, немој да пиеш, не можам да те гледам веќе, тоа се како отров за глувци, аман заман.
на наша одговорност. Јас ќе им кажам дека си ги и не, што сака нека биде, нека мама стварно не можам. Ама толку ми е страв, како они што ќе помислат, како ќе им кажеме, дали ќе не примат дека се нивната реакција да. затоа што да. И јас велам, јас ќе прашам, ќе ги прашам што е сега ова, што ти го даваат, каква има, каков бенефит кога тебе воопшто не ти прија. И одиме Мери се погоди на Мери една од исто вините. Да, доктор Мери Пешева, да. Она му беше десна рака на Нино, заедно секогаш беа нели во канцеларија. И се погоди, она викам, добро Мери, незе стварно не е добро. Што значи сега ова? Незе стомакот ти е отечен како 9 месец да е бремена. Секоја недела вадиме вода. Пунктирањето е болно. Тоа не да е, пази, сите органи се полнат со вода, кога ќе спласнат тие органи болат, секој дел од телото боли. И викам, што може да очекуваме од овие сега што ги приме? Она вака, мртва си седи, со маската на лице, бидејќи беше ковид. А Јулија вели, од тие може да ја отечат рацете и нозете. И рацете и нозете велам да ја отечат, а стомакот 9 месец трудна полна со вода. И уште рацете и нозете да ја отечат. Мери, па како е, значи, вие знаете каква е ова терапија кога она е веќе отечена. И детето не може ни да јаде, ни да пие. На што ќе се фатат тие сите силни хемии? Никој не те слуша, верувај. Ништо де, ќе извадиме водата. Ете така смирено, фино. И што се случува? За 2-3 дена не изотекуваат и раце и нос. И стомакот. Значи, они точно знаат што може да се случи од терапијата која ја дава. Па тоа велам. Јас тоа го кажав и на сведочењето сега кога бевме во судница, дека навистина, нели ми постави адвокатот на доктор Нино едно прашање дали јас сум медицински стручно обучена стручно лице. Да, јас не сум медицински стручно обучена, но знам кога некого го гледам 24 часа дека нешто не е во ред. Кога не е во ред и кога алармирам и кога другата страна не реагира. И ете така се случуваат некои работи што човек не може да остане ни слеп ни глув, заради тоа што многу добро знам што барав и заради тоа што многу добро знам како едноставно ја уништија секоја здрава клетка со тие терапии. И кога прочитав сега од истрагите на вештаците, какви се тие контрирани терапии што се и ги дава, значи како една со друга не се поднесуваат, просто во мојот ум не можев да замислам дека некој, затоа јас реков и на судењето, значи да, доктор Нино навистина бил стручњак. И тоа каков? Затоа што многу добро знаел која и каква терапија може да го подигне пациентот, а која може да го убие. Како јас сега да пројдам, да поминам низ тоа, кога прочитав, навистина останав во чудо како е можно човек свесно да го направи. Свесно да го направи, токму така. Свесно, и ти кога видиш пациентот како па таа беше, Андријана беше една млада жена која што толку беше голем оптимиста. Значи ти место да се радуваш, еве да речеме по претпоставка Ирена дека зошто они како доктори, како специјалисти да не веруваат дека некој како да сакаат да ми докажат, мене зашто ми викаше постојано, што мислиш ти, јас радосна зашто она имаше крвна слика како на здрав човек. А зошто и беше крвната слика и зошто можеше да се бори толку? Затоа што ние секој ден, јас за бајле денот ми започнуваше со сокови од цвекло, морков, зелено јаболко, лимон, значи за имунитетот. И да ми речат од твоите сокчиња или чајчиња она ќе острави. Па ако не беа тие сокови, ако не е таа здрава исхрана на која што толку внимав, како таа ќе се избореш? Затоа што први кога ќе отидеш на онкологија, знаеш што ти велат кога ги прашаш што треба да јадеш, сите знаеме веќе и каква исхрана треба човек да се храни. Нив не ги интересира. Тие ќе ти речат јади се. Значи,
И таа храна што го закиселува организмот, што го ствара, што го поттикнува канцерот, тие никогаш нема да ти кажат немој тоа да го јадеш или не смееш, значи да ти бидат. Ставно, повеќето од нив немаат емпатија со самите пациенти. Да, апсолутно. Кога да има тоа некоја навика кој ги гледаат луѓето, ако гледате дека тоа е дел од нивната работа, нели да седне, да препише терапија. Меѓутоа тука се испромеша многу работите од биолошката терапија наравно. Така да на некои од пациентите доста е кратена, на некои се предозирани. А знаеш што Иренче, што велам јас? Среќни беа тие што не примија, затоа што јас знам наш исто така пријател кој што се лекуваше онколошки заедно со Андријанче. За него наводно немаше терапии и човекот значи велеше еве доктор Лино не може да ми ја даде терапијата зашто нема. Среќни сте вие што Андријана ја прима. Ја му велам нич не сме среќни. Значи Андријана ја прима, но Андријана не е прија, не е добро, ја не знам како. Јас им велам да ја прекинат, а они викам продолжуваат. И чекај сега да ти кажам. Уште тоа. Значи човекот остана жив, а тој имаше 70 години тогаш. Затоа што тој не примаше редовно. Немаше кога имаше, кога немаше, како лошо е во приказната што он давал терапии кои не одговараат и на карциномот. Ако она се лекува од карцином на дојка, значи он може да ви даде терапија што одговара за болни на пациенти од карцином на бели дробови. Тука е проблемот. Дали колку ги давал терапиите? Имало пациенти доста на кои им била препишена терапија, тој сам не ги одлучува, оди ја крати терапијата, става нова цифра, пошто само му беше тој период што само одлучуваше кој и како ќе прима терапија. Значи, во име на секој доктор, главниот збор имаше тој. Да. Доста од пациентите воопште не ни примаа имунотерапијата што мислеа дека ја примаат. Доста од пациентите беа предозирани. И доста од пациентите примаат терапии, комбинации, една со друга кои немаат никаква допирна точка. Токму тоа и го правеле и Андријан. Значи, јас дознав од вештачењето дека примала терапии кои што воопшто не се адекватни за канцер на дојка. Затоа што целиот процес оди од тоа, пошто секоја имунотерапија оди со физиолошки разбор. Се меша. Да, по таа логика. Да. Сега многу од пациентите сега зависи дали во позадина бил тој финансиски криминал што те ќе се докажува. Па сега на нив од клиничка аптека им биле потребни, не знам, шишенца, ја го знам примерот со пациент на црн дроб има карцином, пациентка, нели на сите треба да се мери телесна тежина, мало што го зборам. Ако пациентката има поголема телесна тежина, нели нормално дека треба да прима повеќе терапија. Така. Спрема тежината се одредува да Која таа што е послаба, треба да прима помалку и се доаѓаат околу 2,5 шишенца. Значи третото уствари останува пола вишок. Значи за да не биде пола вишок тоа, едноставно од терапијата на пациентката што е поделила, ја крати терапијата, за да остане цело шишенце, за тоа шишенце утре дали ќе се продаде, дали се враќа во аптека и што го прават. На тој начин се прави не само вакви работи, туку и тоа на многу од пациентите има кратена терапијата, на многу од пациентите има мешана терапија која не е соодветна за таа болест што има. Така да не е само клучно дека имунотерапијата наштетува, колку што не е соодветна таа имунотерапија за болеста они што ја има. Или па сега во последните оштетени пациенти, да, не сме ни медицински, од последните оштетени пациенти што зборат, се мешаат повеќе имунотерапија како да речеме пациентот да експериментално глувче, па сега да видиме дали делува или не делува. Никој не може да влезе во мозокот на никој од докторите, фала Богу, мислам за тоа има нели судски процес кој треба да се докаже што и како се случувало, меѓутоа факт е дека многу пациенти примерно се одредени. Види, јас пак ќе речем, значи јас знаев дека не е соодветна терапијата со оглед на тоа какви контраиндикации имаш Андријана. Значи ти си свесен, ти не можеш, значи може на почетокот нешто да ти биде јасно, а потоа ти гледаш и ти гледаш дека не може пациент кој што е надуван целиот како балон се уште да прима терапија, било како. Колку време она примаше имунотерапија? Колку? Све додека, па не знам, до крај примаш. До месец дена пред да замине. Не знам точно, веќе, знаеш, и не памтам. Добро, вие после тоа се видовте со доктор Нино после сите случувања? Не, тие ги немаше никаде, значи кога дојде на во најтешката стадиум, никаде ги немаше, другите доктори да ги. Тоа е, како да ти кажам,
едноставно те отпишуваат уште пред тоа. Јас имав еден разговор, он ме викнал мене во канцеларија, каде што буквално онака, знаеш што беше, како да кажам, јас плачам, значи, а за нив ти гледаш дека смртта не е ништо. Јас велам, шо сега, докторе, со моето дете? Шо ми вика, па шо сакаш ти, доста ние го продолживме животот, па и ова е бе Јулија доста? Значи така, буквално е вака. Викам, што? Па Андријана ке живе, Андријана... И те отпишуваат, Ирена драга. Нема више ни таа љубезност. Едноставно не можеш да ги препознаеш. Значи не можеш ни да не се достапни ни да ги прашаш, едноставно тие знаат дека тоа више тука е крајот. Да, задна недела, значи не... Јас ден и ноќе, Андријана, никош не бе се сама, јас пиев на клиника со нејзе. Не отиспиев, ама бев, значи, буквално присутна 24/7 со нејзе. И не се опишува тоа. Не се опишува, значи... Ден и ноќ читав молитви, затоа што едноставно им благодарам само на персоналот, на вистина, што ете така, сестри, со чистачките почесто се гледавме и тие ми помагаат, колку дали они не се појавиле, ги немаш. Добро, вие после не знаете дека во истрагата дека незиното име е дел од обвинителниот акт во кој е докажано несовесно лекување. Не знаев. Обвинителство ви се јавија, претпоставувам, пред да почне сведочењето. Не знаев. Навистина не знаев. Само реков дека навистина ќе се ова, ќе има разрешница, дека ќе има правда, дека едноставно верував дека ќе се посложат коцките и дека ова Голгота не може да не излезе на виделина. И едноставно летоска кога беше, не се сеќавам, таму негде, дали мај месец беше така, април или мај. Ми се јави од обвинителство да ми кажат и јас стварно се стаписав. Значи, после 3 години. Некој го докаже точно тоа во кое се сомневате цело. Да, и бете. Значи, јас, види, знаеш како некогаш си викаш, бидејќи јас стварно немам таква душа да окривувам, да се карам со луѓето, не сум агресивен тип, иако сум достојна, доследна до она што до правдината кога ја докажувам, например, ама секогаш се борам, како да кажам, со смирен ум. Со смирен ум, ај да кажам, ладна глава, ама главата не може да ти биде ладна во таа смислено да ти биде, да има свесност, значи кога се емоции, да, но свесноста е таа која што те тера да бидеш фокусиран, да ги решаваш работите онака како што треба човечки, нели? И еве, од човечки соображенија сум рекла, добро, знам дека аз грешија, што не е оправдано. Значи, нивната докторска етика, јас и сега кога бев им реков, не дава тони аспирин, значи не е тоа аспирин, тоа е хемија. И тука е во прашање човечки живот. Значи, не можеш ти да се ставиш, ако не си способен, зашто таму стварно е хаос, но ако не си способен да се справиш со таа категорија на пациенти, не ја работи, брате, таа работи. Не уништувај живот. И реков, ајде може да речеме, сгрешиле и секој ден човек нели може да сгреши. Покрај тоа со оваа грешка е неопростива. Да, ама не знаев
дека ова не е грешење ти да сгрешиш, нели, например, имал докторот лош ден, како што на секој ни се случува во работата да имаме лош ден, ти денес ќе направиш подобар прилог, утре можеби нема толку добар да биде, така? Овдека се работи за живот. Овдека се работи за живот и кога ќе видиш дека ова не се грешки, дека ова е дозирано со намера, тогаш ми стана уште, значи јас не знам низ какво, 7 дена паднав болна у кревет кога дознав од обвинителство, кога прочитав, оти тоа не е таа терапија од незнаење. Некој мора да знае дека какви се последиците од тоа и да рече чекај, дај да застане. Па добро, ама во тој момент ја имал целата моќ на клиниката. Преку него све идело. Значи сега, за разлика од тогаш, има стручен колегиум, само конзилиарен, кој одлучува кои од пациентите можат да ја примаат таа имунотерапија, кои не. Тогаш он бил господ на клиниката, буквално, значи без негов подпис имунотерапија нема да. Он одлучува за сега. Да. Така да мислам дека во тој, која е причината, очигледно ќе докаже обвинителство, штета што многу пациенти се најдоа на листата на несовесно лекување, во кои се докажано, мислам дека има околу 60, 49, 50, 60 пациенти. Се уште трае судскиот процес, па да се надеваме, да се надеваме. Јас верувам цврсто дека треба секој човек да има одговорност и дека на такви места на вистина не сме да се дозволи таква неодговорност, затоа што се во прашање човечки живот. Јас, Ирена, и сега за ова интервју не дојдов заради тоа што мене ова ми треба. Едноставно, јас немам сила веќе, значи, можеби човек некогаш ќе заборави да го каже она најбитното, заради тоа што веќе си презаситен и емоцијата зависи како во кој момент, но еве се трудам да бидам присебна и во име на правдата, во име на оние кои што допрва доаѓаат и на такви функции, и на луѓето кои што треба да имаат доверба во здравствениот систем. Затоа што не знаеме утре кој ќе дојде, кој од нас ќе дојде. Никој не е недопирлив. Никој не е недопирлив. Не знам што мислат тие луѓе. Не знам која е таа идеја на човекот во главата да за било што, дали за профит, дали јас тоа до мене не допира. Такво нешто за мене е незамисливо. До каде отиде човечката, ајде и докторската и човечката етика? До каде? И во името на сите оние кои што знам колку им е битно и како се борат, тоа е борба која што не може да се опише, нема зборови. Значи, тука цело семејство, цела фамилија е вовлечена кога на еден од семејството ќе му се диагностицира таква диагноза. И сакам да кажам, канцерот не е неизлечива болест. Знаеш што е најголемата трагедија? Што нашите онколози, како да сакат да докажат дека е неизлечива, наместо да се гордеат, да речат чекај, се повеќе пациенти има кои што велат излечива е. Мене како да сакаат да ми докажат дека е неизлечива, зашто ние тврдевме дека е излечива и дека на вистина ќе се излечи. Ама ќе се излечеше и ќе победеше ако не ја уништеа секоја здрава клетка. Како ти ќе се излечи? Како ќе се излечи? Крајниот исход е, нели, она почина на клиниката, не сум почина на клиниката, почина, дека она уствари добива вештачки метастази на црниот дроб од несоодветна терапија. Тоа е крајниот исход од лекувањето на клиниката. Тоа се повеќе пати наодите на гастроспецијалистите
кога одевме, кога нема, значи на гастро, зашто обавезно од онкологија те праќаат на гастро, со тешки маки, онако колички, ние сме одени на гастро, сите доктори од гастро дигале раце. И сите го рекли истото. А ние кога доаѓавме кај Нино, значи и не сака на дежурство никој не те само истава инекција за болка, никој нема да те пунктира да те извади водата. Што е исто страшно. Но едноставно не е невинивни пациент, така е кај нас на клиниките. Не, ние можеме да иставиме инекција за болките, сабајле кога си дојде незиниот онколог, со него расправајте си. И тоа е тоа. Значи, таа доби лезии кои што го зафатија целиот црн дроб, тоа се вештачки метастази, ми каже да доктор вика не е метастаза природна, кога не е толку опасна како вештачка. Сега ми текна уште нешто. Значи, Андријанче, бидејќи беше многу свесна, значи, во последните моменти, последната недела, значи недела пред да отидеме ние, она ми вели, мамо, знаеш дека овие сите велат дека мене црниот дроб во Македонија имало вика доктор Александар, во војна болница работел човекот, кој што вика кога е зафатен црниот дроб со метастаза, можело вика со некои сонди специјални, не знам, да се отстрани тој дел, зашто црниот дроб пак е организам кој што е орган кој што најбрзо се обновува, се регенерира. И дека го отстранувал тој дел и кога ќе остане здравиот дел, почнува вика ако пациентот е нели во добра психичка состојба, вика се обновува, вика и можеш вика без проблеми вика црниот дроб ќе се обнови. И ја велам сине ќе отидеме ќе го најдеме. Ќе отидеме ќе го најдеме човекот. И ја му викам на доктор Нино, зошто не ни кажавте кога ние алармиравме, значи дека црниот дроб кажуваат сите од гастро, вака и вака. Тој па добро да го знам. Еве ви го бе Александар, отидете ако сакате толку, не е проблем, отидете, немам јас ништо против. Мислам, кој е муаветот, докторот ти го каже тоа. И знаеше што се случи, сега ти ме подсети, инаку не може, ќе го изумев тоа. И ние последното вадење на вода, значи, неделата, таа зборувам за последното вадење на вода на клиника, Андријана во тешки болки, ја викам, сине, одиме. Јас одам во војна болница, ако треба на сите врати ќе тропам да го најдам тој доктор Александар да видам што е работава. А она не може да оди, она во кола легната на седиштето, значи то толку беше. И ја оставив на паркинг плац, викам чекаме ти тука мене, да видам ја што ќе се деси, ако ми закаже, доаѓаме да видиме утре. И сум влегла преку иглени уши, значи, ете, имав можеби среќа да речеме што луѓето ме препознаваат и што знаеле што се бориме. Од сестри до ова, доктор Александар го знаете ли, вака и вака, јас сум Јулија, ќе ве молам за детето моја да видам. Јулија вика, го начекавте, денеска он има прием, ама дали ќе може во таа и таа соба отидете. Човекот отидов, го најдов, викам докторе, јас се извинувам, немам ни упута, без упут не можеш да отидеш. Немам ни упут, немам ништо. Но состојбата ми е таква што вие сте ми задната станица, ве молам да ме сослушате. И он рече нема проблем, ќе ве сослушам. Ме сослуша, му кажам, он вика се плашам дека во оваа состојба во која кажувате дека веќе е доцна за кај мене. Тоа вика требало вашиот онколог порано да прати кај мене. Се плашам дека е но вика и без упут и без се. Донесете го утре детето. Донесете ја ќерка ви. Јас вика за да знаете точно што се случува. Но она до вечерта доби се изгуби, значи она беше толку лоша што ние моравме на онкологија да завршиме. Значи не успеавме да отидеме кај него заради тоа што беше состојбата, значи, иако ја извадија водата, кај нејзе веќе толку се лоша состојбата, што ние моравме вечер по 12 сат отидов јас на онкологија и што веќе таа беше последната недела таму остана. Значи, почна на клиниката? Да, на клиниката. Недела дена бевме во клиника, се боревме за секој ден и така, арно да, во таа недела дена, на почетокот, значи првиот ден кога отидовме, се видовме и видовме во каква состојба е, после тоа едноставно доаѓаат други доктори, Нино е зафатен негде стално на состаноци по работа и така беше. Што очекувате само е сега уче ова и да завршиме од целиот судски процес, вие добававте и оштета, нели ве праша
Оштето што очекувате, мислам, од овој судски процес? Дали ќе излезе правдата на виделина и некоја порака до сите тие пациенти кои нели со таа тешка диагноза се соочуваат и они и самите себе си? Види, да, на судски, јас бидејќи навистина имам верзија од како да кажам, такви институции, затоа што никогаш во животот не сум дошла во состојба да нешто сгрешам, да бидам судена, осудувана, не знам. И некои правила не ги знам, едноставно, мојот ум размислува, ние сите дома сме уметници. Значи, Андријана и јас и внука ми, сите имаме уметничка дејност и за нас некои работи се стварно како да сме паднати од друга планета. И не ги знаеме некои правила. За прв пат за тоа дека можела да се побара и оштета, слушнав на судењето кога ме праша судиката. Уствари, он и пред тоа кажа, но добив инспирација додека го слушав доктор Нино, кој што кога стана првин да каже, тој кажа како е спасувал клиниката со милионски суми, тоа беа. Јас вака како новинар сега, знаеш, кој ти работи умоци, бевеш, како тој човек само што дошол на клиниката зборува за милиони, па, значи он стварно бил и добар трговец, не само, значи, ти кога си доктор, тебе те интересира како да ги лечиш пациентите, мислам, нешто се некои нови задолженија, така со суми со тоа, вака слушам, се гледам, како вика не ме пофалат за тоа што сум ја спасил со толку милиони евра, со толку милиони евра, јас да то гледам, ми беше уште како во 30 милиони евра оштета на клиниката да го помогне. Значи направена е проневера од 30 милиони евра. Ете, видиш, јас сега и тоа го слушам од тебе, на некои работи, мислам, знам дека за милиони евра се работеше, он кога каже дека е спасил на почетокот, не знам колку милиони рече. Така ли беше тога бе? На почетокот, ја не знам. И ми дојде се во главата, кога ме праша, Боже вела, па знаеш толку милиони евра, никој не дава на лепе очи денеска, не само нака, знаеш. И велам, окей. Јас ќе барам оштета, кога ме праша судиката, реков, стварно добив инспирација сега и ќе барам оштета од тие милионите кои што ги спомнуваше доктор Нино, бидејќи така се добива впечаток дека добро се нафатирале. Не за друго, мене не ми треба такви пари. Ја не сум материјалист. Фала му на Бога, од дното ние бевме останати. Бев останати и без динар, ја немав со што да го погребам моето дете. Значи, немам со што да го погребам моето дете, го веруваш. Јас сум јадела чај и леп. Значи, јас имах 40 кила кога бев свиткана ко кифла кога не ја погребавме Андријанче. И ако не беше професорот на Стефанија, а тогаш таа требаше да дипломира на факултетот за драмски уметности, да они собира, сите собраа доброволен, не знам како, они го платија целиот тој трошок околу погребот и се тоа. Значи, ние сме го допрале дното, го изгубивме и детето, изгубивме и парите. Во тие моменти финансите воопшто не се битни. Воопшто, значи. И ако јас од тој колапс се кренав, мене пари не ми треба. Значи, ќе преживее човек, ако му е даден од Бога, и најверојатно ми е дадено од Бога да истерам оваа правда на некој начин, заради тоа што навистина нити го почнав ова од некаква материјална корист, нити ми треба, така речам, но материјална штета треба да платат и еве и до сите што се вака луѓе кои што барат правдината, нека се го барат и нека направат некое добро дело. Јас реков и на судот и во суд, значи јас тие средства би ги искористила на вистина да се помогне на некој да му се даде живот или да му се подобри финансиска ситуација. Би направила една фондација Андријана Мациев, хуманитарна, бидејќи таа беше самата многу хуманитарна. Веруве, ние доаѓавме во такви состојби, мене многу луѓе ми велеа зашто Јулија не отвориш телефонски броеви, зашто не бараш хуманитарна помош. Андријана, ние секогаш велевме, има луѓе кои што имаат уште потешки диагнози, на кои што навистина им треба помош и нека си барат тие, ни помогнете им, ние како знаеме, мене, да речеме, навистина би помагаа луѓе што знаеле каков човек сум јас. Луѓе кои што не ми биле, можеби ништо поблиски, но знаејќи
Зашто јас сум се заложувала како човек на сите овие години, сами ми праќа, ме прашува Јулија да не ви треба да ви пратиме, значи ми праќа кој како, некој 20, некој 200 евра, ние тако обслужувавме затоа што беше време на корона. Едноставно сите приходи од уметноста тогаш секна, немаше, значи, а јас пак не можев ни да работам во мојата телевизија затоа што морав 24/7 да бидам посветена на Андријанче. И може да замислиш сега како ние сме се справували. Како сме се справували. И за мене парите не се ништо, пак ќе кажам. Затоа што ети од таа длабока криза успеав да застанам на нозе и само човек треба, кога ќе дојдеш до некој степен или на здраве, да можеш да преземеш некои чекори. Затоа што, знаете како, луѓето се многу себични. Кога некој има таква дијагноза, еден апел до сите оние кои што помагаат на некој начин, или да се некако, како да кажам, ограничени во своите гледања, затоа што никој не се соочил со таква, тоа што не се соочил, не знаат. На пациентот му треба и здрава исхрана и све, например, ти треба јас без бензин каде можам да отидам. Не е само тоа да ти едниот, значи да ти за тој што има дијагноза да го спасуваш. А јас така сум правила и сум морала не за да ја спасувам. И Стефанија, а сега сум се оставила на крај, затоа што не знаат луѓето дека освен тоа, значи треба и тој другиот што се грижи, треба и тој да јаде, треба да има основни работи за да може да викне такси, да речеме, да запали кола, да стави бензин. Тука има многу трошкови, да не зборувам. Тоа е голгота што не се опишува со зборови и тоа во време на корона, може да замислиш. Значи, луѓето нека не се плашат од давање. Тој што има нека сподели, не се знае како Господ ќе му врати. Вербата во Бога треба да ја имаат. Јас од ова што сум сега само се кренав со Божја милост. И најверојатно има зошто. Затоа што јас не сакав да живеам. Затоа што кога ќе го изгубите своето дете, вашиот живот воопшто не ви е важен. Воопшто не е важен. Но ете, бидејќи решив и бидејќи сум свесна особа, достоинствено да го одам животот, јас ќе продолжам достоинствено да го одам и да се борам затоа што едноставно ја знам дека ја заставувам правдата.